Несогласувањата меѓу пратениците од власта и опозицијата за предлогот седниците да се одржуваат онлайн заради новиот бран и неизвестноста со коронавирусот создаваат криза која веќе длабоко навлегува во законодавниот дом. По трите потврдени случаи со COVID-19 меѓу пратениците, по еден од СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, но и вработени во службите на парламентот, постои загриженост дека ќе се блокира собранието, па и цела држава, поради меѓусебни обвинувања меѓу пратениците од власта и опозицијата. Во владеачката СДСМ вела дека една од варијантите е промена на деловникот и онлайн работа само на тие кои што имаат решенија за изолација, но опозицијата се противи со образложение дека на ваков начин се можни злоупотреби. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Јован Митрески, предупредува дека доколку не дојде до усогласување, можна е блокада на работата на собранието. Без разлика дали станува збор за пратеници или вработени во собраниските служби, затоа што и како пратеници сме во постојан контакт со тие луѓе по различни потреби кои што ги имаме како пратеници, дали се персонал административен кој што ги води комисиите, дали се од законодавниот сектор, секојдневно сме во контакт. И јас, наискрено да ви кажам, не би сакал ни да помислам што ќе се случи ако има повеќе заразени. Тоа што треба да се затвори собранието. Тоа значи дека имаме нефункционално собрание. Тоа значи дека ќе имаме собрание кое што не може да ги извршува своите функции од секој аспект, и од законодавна како законодавен орган, и од надзорен орган, и собрание како контрола на тоа што го работи владата. Значи, едноставно собранието треба да се затвори. На ова се спротивставуваат од опозицијата. Никола Мицевски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, вели дека со ваквиот начин на работа може да дојде до злоупотреба и опозицијата да биде минимизирана во донесувањето на одлуките. Не е комфортна состојбата на власта за опозицијата комплетно да ја трга настрана и во донесувањето на клучни одлуки. Зошто мислите дека ќе биде тргната на страна ако се одржуваат? Затоа што јас како координатор на пратеничката група, по основ на деловник, кога барав процедурално во изминативе години на седница на која што се наоѓаме на неколку метри од председателот, не добивав некоја деловничка можност, зошто мислите онлайн дека ќе можам да ја добијам истата? Јас сум сигурен дека, знаејќи колку им се брза, колку сакаат опозицијата да ја тргнат настрана, дека опозицијата ќе биде минимизирана во донесувањето на одлуките. И албанскиот опозицијски блок смета дека со предлогот пратениците кои се позитивни на COVID да се вклучуваат онлайн е начин на мала врата комплетно да се внесе онлайн работата на сите пратеници во собранието. Собранието има услови да работи и овие услови, пошто често пати велам дека пратениците посигурни се во собранието и вие гледате дека работиме на услови во една голема сала каде што има пристојна дистанца и мислам пратениците по-безбедни се во собранието него надвор од собранието. Собрание со физичко присуство дозволува една функционална дебата, каде што гласот на пратениците на опозиција, па дури и предлозите на пратениците би се земале предвид. А вака постои ризик за наметнување на една, би рекол, диктатура од едно мнозинство од 62 пратеници да врват све онлайн од седејќи од дома и да нема во тоа забелешки и удар на пратениците на опозицијата. Со ова опозицијата акцентот го става, како што велат, на кревкото владеачко мнозинство кое брои 62 пратеници и толкуваат дека членовите 66 и 69 од Уставот не предвидуваат такво нешто. Собранието може да работи онлайн, дециден е професорот по уставно право Светомир Шкарич. Уставот предвидува дека собранието работи на седници свикани од председателот на собранието под услов да има кворум од 61 пратеник. Со кворум се усвојува дневниот ред и се врши гласањето, а дискусијата може да се остварува и со помало учество на пратениците на онлайн седниците. Уставот не предвидува дека седниците се одржуваат во пленарната сала. Тоа значи дека може да се одржуваат и на друго место, односно дека може да биде и онлайн седница пренесувана преку собранискиот канал на начин утврден со акт
на генералниот секретар на собранието, а со актот на председателот на собранието треба да се уреди начинот на информирањето на онлайн седниците. Така треба да се толкуваат членовите 66 и 69, односно амандманот 10. Ако не се воведат онлайн седници, тогаш може многу лесно земјата да остане без собрание. Во ваков случај ќе се најдеме во иста ситуација во која што бевме за време на вонредната состојба. Останува да дејствуваат председателот на Републиката и владата под контрола на Уставниот суд. Ќе бидеме повеќе во фактичка отколку во правна состојба. Ќе дојде до фактичка промена на Уставот под влијание на пандемијата со коронавирусот. Ќе дејствува COVID-19, а не разумот на пратениците, вели професорот Шкарич. Кризата со пандемијата со коронавирусот се пресели и во законодавниот дом. Несогласувањето со предлогот на владеачката коалиција седниците да се одвиваат онлайн може сериозно да влијае во донесувањето на важни и многу итни одлуки. Во меѓувреме, СДСМ го подготвува 25-тиот онлайн конгрес со над 800 членови преку алатката Zoom. Со ова дигитално издание на конгресот сакаме да испратиме порака дека сите ние мораме да се адаптираме на оваа нова реалност, вели Коста Петров, подпредседател на СДСМ. Јас се надам дека конечно ќе се развие на поинаква политичка култура кај нас, дека опозицијата ќе размислува за доброто на сите граѓани. Нас не е потребно функционално собрание. Кризата со коронавирусот е насекаде околу нас. Во Англија после 700 години променот е деловникот и пратениците може да следат седница од дома. Можеме и ние тоа да го направиме со менување на деловникот. Се надевам дека конечно сите заеднички ќе можеме да седнеме и на вистина да работиме за доброто на сите граѓани. Погрешно се поставуваат работите. Не се работи за тоа дали собранието ќе работи со физичко присуство или онлайн, туку дали ќе работи онлайн или нема да работи, бидејќи неизбежно е од 120 пратеници некои да се заразат со COVID, смета Петар Арсовски, политички аналитичар. Парламентот може да гласа и без стручни служби, но ако без пратеници не може. Тук тоа зависи од три работи. Прво, дали имаме IT инфраструктура доволно добра во собранието да може да се одржуваат седниците без физичко присуство во пленарна сала. Второ, дали имаме добри процедури, деловник и законска регулатива која тоа го регулира. Во моментот имаме дискрепанца во разните толкувања, дали собранието може да работи само со физичко присуство на пратениците во собраниската сала или, например, е дозволено тие да бидат во своите канцеларии, каде може да бидат изолирани и од таму да може да следат и да гласаат на работата на собранието. Па се во собрание, но не се заедно групирани во собраниска сала. И третиот фактор е се разбира политичка волја, која секогаш во Македонија е проблем, така што тоа е најважната работа поради која опозицијата и позицијата сега се натегаат дали собранието може или не може да работи онлайн. Собранието, ако не најде начин да работи онлайн, нема да работи. Вие имате блокада на целиот систем. Блокада на собранието автоматски значи блокада и на владата. Веќе владата е изгласана во собранието и е екстензија на законодавниот дом во извршна власт. Ако ви имате блокирано собрание, имате блокирано целата законодавна власт и за потребите на извршната. Во ситуација на COVID, тоа би било еднакво на политичко самоубиство. И додека пратениците од двата блока се натегаат околу ова прашање, собранието набавува 100 лаптопи, секој во вредност од скоро 1000 евра. Без разлика дали се работи за донација, факт е дека ова се случува во време кога 40.000 ученици немаат пристап до онлайн настава, а државата не им помага, па се собираат донации. Како и да е, новиот силен бран на коронавирусот кој деновиве достигнува и над 600 заболени за едно деноноќие, ќе смени многу во досегашниот начин на работење во сите сфери на општественото живење. Но законодавниот дом, таму каде што се носат одлуките, треба да е подготвен да функционира во сите ситуации, а особено сега во вакви околности. Сега се е во рацете на институциите. Ако колабираат тие, ќе колабира целиот систем, а цената ќе ја платат граѓаните. Што ќе се случи со парламентот, со функционирањето на парламентот, доколку уште повеќе пратеници се заразат?
дури и собраниските служби без кои вие не можете ниту да функционирате. Без разлика дали станува збор за пратеници или вработени во собраниските служби, затоа што и како пратеници сме во постојан контакт со тие луѓе по различни потреби кои што ги имаме како пратеници, дали се персонал административен кој што ги води комисиите, дали се од законодавниот сектор, секојдневно сме во контакт. И јас, наискрено да ви кажам, не би сакал ни да помислам што ќе се случи ако има повеќе заразени. Тоа што треба да се затвори собранието. Тоа значи дека имаме нефункционално собрание. Тоа значи дека ќе имаме собрание кое што не може да ги извршува своите функции од секој аспект, и од како законодавен орган, и од надзорен орган, и собрание како контрола на тоа што го работи владата. Значи, едноставно собранието треба да се затвори. Кој е ставот на СДСМ во услови на пандемија? Како да се реши овој проблем со нефункционирање на парламентот? Нашето барање и мислење е дека треба да има варијанти собранието да биде функционално. Една од тие варијанти секако е работењето од далечина или онлайн работата на собранието. Го понудивме на неколку координации како предлог, веќе месец и пол го разговараме во собранието, сакаме да постигнеме консенсус. А нашиот предлог е да работаат онлайн само пратениците кои што имаат решение за изолација од Комисијата за заразни или од Министерството за здравство. Значи, не сите пратеници. Тие што може да бидат присутни физички, да бидат присутни физички, но оние кои што имаат решение за изолација да може да ги извршуваат своите обврски од дома. Прво, имаат еден аргумент кој што може да консултираат и правни аспекти, е смешен дека тоа е противуставно, што не е точно. Уставот предвидува присуство, не предвидува физичко присуство. Ние сакаме со деловникот да го регулираме и присуството онлайн, дека е присуство во собранието, нормално со почитување на сите протоколи, сертификати, со препознавање на лицето кое што работи онлайн, со дигитални сертификати, со се, како што работат сите парламенти во светот. Не е противуставно, значи тој дел го расчистува. Потоа играат на некои, не знам како да кажам, ниски страсти, дури прават споредби ако можат медицинските лица или текстилните работнички да одат на работа, зашто не би одели пратеници. Јас искрено да ви кажам, ево и од мој аспект и тоа што сум разговарал со сите пратеници, за нас е најдобро да работиме физички. Најдобро. Тука ни се службите, тука ни се материјалите, тука ни е се, подобро може да функционираме. Меѓутоа, разликата помеѓу парламентот и здравствените работници, и текстилните работници е што ако се затвори парламентот, тогаш според устав сите знаеме што е следно. Сите знаеме што е според устав ако не може да биде свикан парламентот. Ние не сакаме да дојдеме во таква ситуација. Сакаме функционално собрание. Има многу работи, еве сега во овој момент што се случуваат во собранието, кои што се поврзани со мерките за справување со ковид кризата. Закони од економски аспект, од мерките од економски аспект. Ребалансот на буџетот кој што моментално течи во собрание е поврзан со четвртиот пакет од владата за помош и на граѓаните и на фирмите. Во следниот период треба да дојде и буџетот. Ние не смееме како држава, како собрание и како држава да си дозволиме да нема функционално собрание каде што нема да биде донесен ребалансот. Ако не биде донесен, нема да имаме помош кон граѓаните и кон фирмите. И не смееме, не дај Боже да се случи, да имаме држава без донесен буџет. Тоа би значило времено финансирање. Времено финансирање значи само редовни исплати, во најголем дел плати, ама нема да имаме можност за борба со сите последици од ковид кризата и се она што нормално е политика и на владата во поглед на инфраструктура и се поврзано со буџет. Кој е ставот на меѓународната заедница? Како да се надмене кризата? Имаат тие решенија и препораки токму како да функционира всушност парламентот? Да ви кажам искрено, имаме многу средби и не се чувствувам добро. Се смеат луѓето, зашто не може да дојдеме до онлайн работа на собранието кога постои во сите парламенти. Дури одат и чекор понатака и нудат и донации како собранието би се опремило за да не биде трошок и на државата и на собранието, како би се опремило со таа потребна опрема за да може да се работи онлайн. Незгодни се тие средби, лошо се чувствуваме,
но за жал се уште не може да постигнеме консензус. Секако наша цел е кога се менува деловник тоа да биде направено со консензус. Во секоја демократска земја промената на деловникот е со консензус помеѓу пратениците на мнозинството и опозицијата. Госпоđo Стојановска, вашиот став, односно ставот на ВМРО-ДПМН е дека не е потребно да има онлайн седници. Кој беше вашиот аргумент? Дека текстилните работнички, болниците, училиштата работат без проблем. Тогаш зошто не би работело и собранието? Да, точно така. Не се гледам воопшто привилегирана затоа што сум пратеничка, тоа истото го мислат и пратениците од нашата пратеничка група. И затоа дадовме таква споредба, некој можеби мислеше на нешто друго, сепак мислам дека додека функционираат останатите институции, како ете фабрики, образование, здравство, болници, тоа преведено би значило што ќе се случи ако, например, лекарите се откажат од работа или на вистина е нелогично седниците на парламентот и сите останати други седници, не станува збор само за пленарни седници, тука се одвиваат и седници на парламентарните комисии, има мноштво на дејства кои што се одвиваат позади камерата, затоа сметам дека без присуство на пратениците во парламентарната зграда во собранието, сметам дека апсолутно не би било она што би било наша задача, должност и по устав и по деловник на собрание, а тоа е нашето присуство и нашето активно учество во носење одлуки и во искажување на ставови. Тоа секако е најдобро преку и вклучување на јавноста, но секако со присуството наше во самата зграда на парламентот. Го цитиравте сега уставот. Може да го цитирате уште еднаш? Пратениците, односно седниците на парламентот се одвиваат со присуство на мнозинство пратеници, исто така и носењето на одлуки преку мнозинството кое што е потребно. Што значи присуство на пратеници? Тоа, мислам дека е тој термин кој што сакаат да го изменат, а подоцна најверојатно и да го злоупотребат, бидејќи присуство значи доаѓање во парламентот, доколку сме отсутни секогаш најавуваме оправдано отсуство кај председателот, впрочем тој секогаш ја започнува седницата со читајќи една листа на пратеници кои што се оправдано отсутни на секоја седница и тоа значи тоа. Затоа се повикувам на уставот. Пак ќе ве прашам што значи присуство. Доаѓање во парламент и активно учество на седница. Што значи присуство? Физичко присуство, појавување. Во уставот дали пишува физичко присуство? Присуство. А како вие поинаку, мислам, да не испадне, јас ви поставувам прашање. Според мене присуство во сала, на седница, доаѓање во собраниската зграда. Сега говориме според вас или според уставот? Така. Според уставот. Според уставот не вели дека е физичко присуство. Добро. Знаете. Тога значи нема да има потреба од менување. Значи присуството ќе го толкуваме еве според ново настанатава состојба и онлайн или вклучување во живо. Но има разлика од вклучување во живо. Јас во тој дел можеби и дадов некој исчекор, односно би разговарала за тоа дел од пратениците, но кој дел од пратениците? Има многу работи кои што треба да се навистина испрецизираат коректно, прецизно. Што ќе се случи со мирот во државата и нефункционирање на државата? Јас сум свесна на тоа, но може... Зашто сте свесна? Ајде да одиме едно по една точка. Значи, треба да се донесе ребаланс на буџет. Може да функционира оваа држава без ребаланс на буџет? Не може. И се останато не би можело, точно. Може ли да функционира без закон за заразни болести? Не може. Што е излезот тогаш? Излезот, ви кажав, во некој дел може да се разговара за вклучување на оној кој што е или во самоизолација или е позитивен во домашни услови, но не на сите пратеници и не сите седници да се одвиваат онлайн. Дали сте свесна дека може голем број од пратениците да се зарази? Ќе се блокираат законот за здравствени мерки. Тогаш ќе излезете на улица да протестирате зошто е блокиран законот за здравствени мерки. Го гледате ли апсурдот? Не гледам тука апсурд. Гледам апсурд во тоа што досега се однесуваа ноншалантно припадниците на мнозинството, за сега да дојде ситуацијата на вистина сериозна. Да ве прашам. И од корона кризата апсолутно сите сме загрозени, не само пратениците. Сите кои што живеат во Република Македонија. Да, но сериозноста, да. Но оваа држава... И законот еве за справување со заразни болести
И ние би го гласале доколку се биде во ред, доколку предложените мерки дали ќе одат преку закон или преку влада, но повторно преку законот тие некако би се инкорпорирале, да би го гласале, но сепак да биде еден разумен предлог, а не предлог со кој што повторно нешто задскриено ќе се манипулира и Свесни ли камуфлира. сте дека ако не се донесе законот за заразни болести, ги ставате во ризик граѓаните? Не. Тука во ризик би се на Република Македонија, во на ризик Македонија. ќе се стават заради неодговорното однесување на Венко Филипче и на Зоран Заев како премиер на оваа влада. Во ризик се ставени Вие заради сте тоа. против онлайн седници, да. против изгласување на закон за заразни болести и вие велите Не, дека не сме против. Филипче и Никој не Заев рече се дека сме виновни за против тоа. законот за заразни болести, апсолутно не. Па како ќе се изгласа ако Па сте еве и против ние стоиме онлайн тука да го седници? гласаме без разлика на мнозинството и ние би го гласале доколку се согласуваме со она што ќе ни го предложи. Голем дел од парламентите во светот се трансформираа, стана онлайн со цел да се заштитат граѓаните и самите пратеници. Во Холандија на пленарните седници учествуваат само неколку пратеници, другите сите се во своите канцеларии или работат од домовите. Опозицијата во британскиот парламент инсистираше заради заштита на пратениците и заштита на граѓаните да се работи од дома. Власта пак инсистираше известно време сите седници да се водат во пленарната сала. На крајот беше заклучено дека мора да се работи онлайн. Во Данска парламентот работи само за ургентни прашања, со редуциран број на пратениците. Седниците на комитетите се намалени, се водат со видеоконференција. Белгија работи преку видеоплатформата Zoom, кога се комитетите во прашање. Гласањето на пленарните седници се води преку дигитален систем, достапен на пратениците кога се физички присутни или на далечина. Емил Кириас, подпредседател на Либералната интернационала и политички консултант на голем број на светски влади, за 25 минути говори за искуствата на демократските земји, онлайн парламентаризмот, за да прати порака до македонските пратеници. Мора да станете дел од светот. За некои работи воопшто и не треба да се разговара, односно треба да постои само сенс и разум и треба да има разбирање помеѓу сите чинители. А тоа подразбира дека не може да се очекува од граѓаните, од населението да се однесува на еден начин, а политичарите да се однесуваат на друг начин. Тоа е незамисливо во ниту една демократија. Да им покажете на граѓаните, односно да им порачате дека треба да работат од дома, а вие да инсистирате дека мора да сте на работното место, и ако можете во секој случај да ја завршите работата од дома или од канцеларија од било друго, е навистина нелогична порака и е многу неупатно. Затоа сите парламенти во Европа предаат на хибриден начин на работа. Македонија не треба да биде исклучок во тоа, туку треба да се прилагоди на приликите. Минато е времето кога голубите носеа пошта или кога трчаа луѓето да пренесуваат пошта од едно место на друго. Треба да го фатиме чекорот со 21. век и секогаш кога има можност да се искористи модерната технологија, да се направи за да функционира демократијата и за да институциите работат во корист на граѓаните. Парламентите се прилагодија на пандемијата веднаш, па еве не треба веројатно да ја потсетува македонската јавност дека шпанскиот парламент, односно Сенатот, на целосно виртуелна седница со само 5 присутни сенатори го изгласа членството на Македонија во Северноатлантската алијанса. Политичарите веројатно треба да проверат како завршија оние кои што правеа проблеми околу воспоставувањето на мерките, како што беше во Шпанија. Гласачите на регионалните избори во Галиција и во Баскија ги казнија. Не е само прашањето на пандемијата. Веројатно можете да замислите дека може да се случи парламентарка или парламентарец во времето на својот мандат да добие дете, односно да биде на породилно отсуство. Па нема веројатно да се закочат демократските процеси или да им се ускрати правото на пратениците да бидат активни во својата работа, или што би била алтернативата? Алтернативата би била тој пратеник или таа пратеничка цела година да отсуствува од работа. Тоа е, значи, незамисливо и затоа
Треба да престанат дебатите околу тоа дали треба, туку треба да се најде начини да се договори веднаш со консензус тие работи да се утврдат во деловникот.